Назад сме во студиото на Алфа телевизија, си продолжуваме веднаш со вториот разговор за ова утро. Наша и ваша гостинка утринава е Михаела Арсовска, специјален едукатор и рехабилитатор, народски кажано дефектолог, која што е председател на Центарот за едукација и рехабилитација на деца и младинци, сложувалка плюс, а наредниве 15 на минути ќе зборуваме токму на една ваква интересна тема за тоа како да ги едуцираме и рехабилитираме децата и младите. Михаела, добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Кажав дека си председател на Центарот за рехабилитација и едукација на деца и млади, Сложувалка плюс. Има навистина едно интересно име. Ајде за почеток да прашам што знаеме што значи името, меѓутоа што асоцира сложувалка? Што вие тука сложувате како центар? Пред се ви благодарам на поканата, навистина ми беше чест да присуствувам. Значи, до името Сложувалка плюс дојдовме сосема случајно, односно името Сложувалка плюс го даде мојот партнер, кога веќе му напоменав дека планирам да отвориме заеднички центар за едукација и рехабилитација. Сосем случајно го даде името Сложувалка плюс. Интересен е фактот што не е поврзан со оваа струка. И на крај од идеја за Сложувалка плюс до реализација го прифатив заради тоа што самиот символ на сложувалка го асоцира на аутизам, односно символот сложувалка значи аутизам. Затоа и го прифатив и тоа е денешното име на нашиот центар Сложувалка плюс. Вашиот центар е отворен неодамна, значи постоите од почетокот на септември, ни непол месец, Сложувалка плюс, центар за рехабилитација и едукација на деца и млади. Кои конкретно активности ќе бидат на овој центар? Со што конкретно ќе се занимавате и која популација ја опфаќа? Значи, кои деца и кои млади од која до која возраст? Така, центарот започна со работа на 4 септември, како што кажавте, непол месец. А нашата целна група се, значи, сите деца и млади кои во текот на развојот се стекнале со некакви тешкоти, значи без разлика дали се тешкоти со читање, со пишување, односно дислексија, дисграфија, интелектуална попреченост, деца со аутизам, деца со моторни тешкоти, со специфични тешкоти, па правиме и спремање за предшколска возраст, за почеток на училиште. Да. За сега часовите се индивидуални. Во време трајање од 45 минути со дефектологот, односно со мене. Но понатака секако планираме да се прошириме со логопед, со психолог, но бидејќи сега започнавме со работа, нови сте, млади сте се уште така. Затоа сум се уште само јас како специјален едукатор и рехабилитатор. На која возраст се децата? Кој што може бидејќи станува збор за деца и за млади, значи од која до која возраст третирате деца? Возраста не е битна. Секогаш јас ги советувам родителите при најмала отстапка што ќе видат кај своето дете да се советуваат со дефектолог и да почнат со третман, бидејќи кога се работи на рана интервенција, многу е подобро, како да кажам, напредокот повеќе се гледа од како ќе почнеме да даваме рана интервенција, бидејќи ако задоцниме и дојдеме подоцна на 6 и 7 години, како што е пример кај доста од родителите, нели секогаш се тешат родителите дека можеби не е нешто сериозно и навистина секогаш или ќе помине, има време, ајде да почекаме. Да, навистина секогаш не станува збор за нешто сериозно, но јас ги советувам колку порано толку подобро. Така се резултатите секогаш повидливи и подобри. Работите со деца индивидуално или работите во група како групна терапија и доколку работите групна терапија, доколку ви се групите, до која бројка? За сега работиме само индивидуална работа, Значи вие со едно детенце, така, еден на еден? Јас и едно дете, еден на еден, 45 минути, како најефективно од се.
но понатака планирам да направиме некои работилници каде што ќе има инклузија со деца од атипичен и типичен развој, каде што ќе можеме да работиме, например, дали еве сега иде нова година како новогодишни работилници и нешто слично. Така. Сега кажавте тимот дека сте само вие, сега за сега, така? Понатаму планирате да се прошири со психолог, претпоставувам уште некој дефектолог, можеби социјален работник доколку има потреба. Ме интересира на кои техники работите сега во моментов? Вака, првен да напоменам, во тимот сум само јас и мојот партнер кој што ми беше поддршка во сето ова до реализација и понатака во текот на работата е навистина моја поддршка. Значи секое дете треба да има различен пристап и различни техники и методи. Ниедно дете не е исто, да можеме истото што сме го користеле на претходното дете да го користиме и на следното дете. И сигурно зависи од состојбата. Така, зависи од состојбата, да, не секое дете прифаќа исто и не секоја состојба се третира исто, да. Но гледам јас да биде се преку игра, бидејќи станува збор за најчесто за деца што се на помала возраст. Гледам да е преку игра, бидејќи некако децата учат најмногу преку игра. Сега можам да напоменам за плей терапията преку игра, флор терапи, каде што со најмалите деца, нели, сработиме на земја, каде што е со играчки, повторно се едуцирано на земја. Арт терапи, каде што цртаме, шкртаме, мачкаме со раце, аба терапи и многу други. Што значи тоа? Како ја давате диагнозата? Еве преку арт терапи, да кажеме, конкретно ме интересира, тоа е преку сликање, така? Дали вие доколку дадете некоја задача на детето да наслика нешто, дали преку тој цртеж вие може да кажете во каква состојба е детето? Или пак само се помага со терапијата? Или со, обично, како рековте, флор терапи, со игра. Дали ја давате диагнозата или преку игра, преку таа терапија, му се помага на детето? Не, јас диагнозата не ја давам. Можам да дадам мислење и консултација со родителите, каде што може да дојдат во Сложувалка плюс и консултацијата и мислењето се бесплатни. Но јас не ја поставувам диагнозата. Да. Преку цртање можеби некој психолог да открие нешто, но јас, например, арт терапијата, флор терапијата преку игра ги користам за едукација и за рехабилитација, но не и за диагностика. Им помагаат ли овие терапии на децата и на младите? Да, поготово терапијата преку игра. Кога учиме преку игра, бидејќи тие не забележуваат дека нешто се случува, дека уствари они се едуцираат, се мислат дека си играме и секој играчки, нели, јас ги имам наменето и направено да бидат едукативни за нивната возраст и за децата, така што може да научат од играта. Уствари преку игра се учи и најлесно со децата. Да. Сензитивна е оваа тема, поготово кога се работи за деца. Ме интересира каков е вашиот пристап, како тие ве прифаќаат кога доаѓаат кај вас, бидејќи центар Сложувалка е и за едукација и за рехабилитација. Како ве прифаќаат тие? Каков е тој вашиот приод? Каков е првиот пристап, контакт, вие сте нели рехабилитатор, едукатор со дете? Да, јас тоа го имам направено скроз да бидеме како другари, како пријатели, за да не ме осеќаат нели како наставничка, како да треба да ги учам нешто па да се исплашат, а и со самото тоа кога ќе влезат во Сложувалка плюс, нас не е направено како игротека, со шарено, со топки, со лизгалки, на вистина им е пријатно. Некои деца доаѓаат стиснати и сплашени, например, дали од претходно биле на некое место, да, и се исплашили или од непознатото, но за брзо време, за час, два, веќе ќе се опуштат и после тоа се тече работата
перфектно. Колку рековте дека еден час е во време трајање 45 минути? Тоа е еден час неделно или имате средбите ви се почести или секогаш во зависност од состојбата? Да, значи тоа е во зависност од потребите на детето. Еден час е навистина за било која потешкотија, еден час е навистина малце. Јас ги советувам кај малце поголемите деца што претходно имаат веќе работено да биде 2 пати неделно, а кај децата што сега почнуваат со работа да им создадеме една навика за работа да биде и 3 пати неделно, но не и 5-6 пати неделно, бидејќи им доаѓа премногу на децата и често се фрустрираат од премногу часови, бидејќи сигурно они претходно имаат некои активности, градинка, школа, па после тоа доаѓаат во уморни малку да се одмора треба, така? Точно, после доаѓаат на дефектологи, на едука. А што ги учите? Каков тип на едукација давате? Зависи, значи секое дете, потребата на секое дете е различна. Значи, нели доколку има проблеми со дислексија и дисграфија, тоа се проблеми со читање и пишување, работиме на читањето и на пишувањето. Дискалкулија, работиме на математички задачи, доколку имаат проблем со математиката, концентрација, внимание, значи за се што им е потребно на децата, било каква отстапка имаат, гледаме да ја надокнадиме таа отстапка со тоа што ќе им помогнеме, нели, на родителите кои во текот на развојот на детето се стекнале со некакви тешкоти, со моја помош, да можеме да го надокнадиме сето тоа со соработка. Сега нонстоп зборуваме за деца. Ме интересира бидејќи работите и со младинци, малку поголеми деца, нели? Да. Тука обично младите со какви проблеми најмногу се обраќаат кај вас? Зборувам за оние поголеми деца. Дали можеби приметувате еден вид на булинг, можеби некој вид на адолесцентна депресија? Зборувам за поголемите, значи веќе оние кои што се во поголемите оделенија или средношколци, бидејќи тоа сега е веќе многу застапено кај средношколската популација. Дали и тие ви се обраќаат, таа популација, тие деца, односно најчесто секако дека првично родителите се обраќаат до вас. Точно. Дали и со тој тип на популација работите? Да, работам и со деца што се во поголема возраст, во подминати одделенија, бидејќи состојбата како состојба, нели никогаш не се лечи, например аутизмот, сето тоа се третира и тоа станува обично во текот на животот да се третира. Сега, за кога се работи за булинг или депресија, адолесцентна, ајде да кажеме така. Обично советувам тогаш да се оди на психолошки третмани, бидејќи дефектолошките нели не го опфаќаат тој психолошки дел. Значи може да се посоветуваат со мене или да поработиме со детето доколку има некакви тешкоти, но за такви психолошки состојби ги советувам да се обратат на психолог. Так. Значи сепак овие состојби што ги споменав јас кај младите, сепак се повеќе состојби за посета на психолог, отколку за дефектолог. Сепак вие сте со да кажеме со помали деца и кажавте значи со кои дијагнози повеќе работите? Да, може и со поголеми деца, бидејќи таа состојба станува, како што кажав, до крајот на животот и потребно е да они додека се мали немаат некои навики, кога веќе ќе пораснат стекнуваат некои навики, нели како треба да се функционира и како е полесно за нив да функционираат во текот на животот, ама некои остануваат дека треба да си имаат третман додека не пораснат и не најдат некоја друга занимација. Пред самиот крај на разговорот ме интересира каков е успехот на овие терапии. Колку после тоа и колку време траење на терапијата, колку трае, не зборам сега колку пати неделно и се тоа, туку например една состојба за да се надмине или за да се стави во некоја контрола, колку време е потребно? Значи, дефектолошките третмани се пак во зависност од состојбата на детето. Значи, кај некои состојби, например, кај што се полесни за концентрација и внимание, додека го навикнеме дека во школа треба да се седи, се кратки, може да бидат и
3-4 месеци до пола година или година, а некои кои што имаат поголеми отстапки, тие се третираат и подолго може да се, значи може да се посетува дефектолог само да се доедуцира. Нели во тешкотиите што ги има, може да бидат и година, 2-3 години. И така натаму. Значи сепак има позитивност од посетата на дефектолог, така? Точно, како што викаат, не постои дете со кое што е работено да нема успех. Секогаш до сега кај мене било успешно, а се надевам и кај останатите колеги дека до сега било успешно. Михаела, ти благодарам за за гостувањето ова утро. Јас се надевам дека објаснивме некои работи околу тоа кои деца треба да се обратат и кога е најдобро да се обратат. Се согласивме дека тоа е што порано тоа подобро. Благодарам уште еднаш за гостувањето.